20 на дена остануваат до почетокот на новата учебна година. На 1 септември во училишните клупи за прв пат треба да седнат и околу 1400 нови првоодделенци. Резултатите и бројките што ние ги имаме од пред почетокот на летните одмори е дека вкупно во основните училишта се запишани 921 ученик и тоа 725 ученика на настава на албански јазик, 179 на македонски наставен јазик и 17 на турски наставен јазик. Учениците кои што ги очекуваме да се запишат, децата што ги очекуваме, што не се доставени списоците од Министерството за внатрешни работи и од Министерството за правда, бројката е на ученици што треба да се запишат околу 1400 ученика. Со почетокот на учебната година тие имаме конечната бројка, значи првата недела од септември, тогаш ќе може да имаме поточни резултати за тоа дали имаме намалување на учениците во споредба со минатата година или пак е запазен трендот или пак имаме зголемување на учениците. Знаете дека еден дел од овие деца одат во печалба, еден дел од овие деца имаме внатрешна миграција во Република Македонија, така да во моментот бројките се овие и во почетокот на септември ќе ги имаме конечните бројки и тогаш ќе може поточно да направиме анализи за трендот на движење на уписи во прво одделение. Бројот на учениците од година во година се намалува, но од секторот за образование во Тетово очекуваат и во престојната 2014-2015 учебна година да нема намалување на бројот на паралелките. Нашите запати и активности за тоа да не се затворат паралелки. Колку што имавме предвидени паралелки минатата година, 57 паралелки, толку имаме паралелки и ова учебна година. Значи, ние и во оние училишта каде што ќе имаме помал број на ученици од законскиот минимум предвиден, ќе се обратиме до Министерството за образование и наука да не се достави одобрение да формираме и паралелки со помал број на ученици од 24 ученика, се со цел да се запази и социјалниот карактер на вработените во училиштава, да немаме наставници кои што поради намалување на бројот на учениците би останале без работа. Се надевам дека и Министерството ќе го одобри, но во моментот немаме такви ситуации каде што се загрозува затворање на некоја паралелка или пак некоја драстично намалување на учениците во определени региони, училишта или пак села. Бевме за тоа да се почитува регионализацијата и нашите служби и од секторот и од просветниот инспекторат беа на терен и ние постапувавме според документацијата која што беше доставена во училиштето. Во најголем дел, значи над 95% се почитува реализацијата при упис на учениците во прво одделение. Во оној мал дел каде што практички имаме непочитување на реализацијата, имаме повторно не прекршување на законот, туку имаме ученици кои што живеат во две адреси и така да во овие случаи учениците и родителите повторно според законските заложби, тоа што според законските заложби и законот за основно образование таму има еден член каде што родителот одлучува во кое училиште ќе биде запишано неговото дете. Токму реонизацијата и незиното непочитување придонесе изминативе години во одделни училишта да има прекубројни, во други едва и 10 ученици во една паралелка. Обидите на надлежните да се надмине ваквата состојба ќе значи и задржување на работното место на дел од наставниот кадар.